да најавиме она што ние редовно го следиме, а тоа се и фудбалските школи, онаму каде што е развојот на младинскиот фудбал во Македонија, па така да денеска за оваа епизода издвоивме едно фудбалска школа, една млада фудбалска академија, би рекол. Така, и од она што го видовме, погодено им е името. Фудбалската школа го носи името Млади шампиони, а зошто не сме се зезнале ниту ние во проценката, ниту кога им е давано името, предлагам да погледнете и самите. Мундокаст, како што е редот, во уште едно фудбалско школо. Денеска фудбалската школа Млади шампиони, со нас е еден од тренерите Илија Стефановски. Иле, добар ден. Добар ден. Благодарам што дојдовте. Благодарам што. Фала ви на вас што учествувате во оваа епизода. Ние сме секогаш тука за младите играчи, меѓутоа и за младите тренери. На почетокот, младите шампиони колку време веќе се организирани во оваа школа Млади шампиони и како сте задоволни со развојот и на тренинзите и воопшто на активностите? Ние сме релативно млад клуб, формирани скоро пред една година. Искрено да ви кажам, прв се случува да некој отвори фудбалска школа во овој дел од селбата и одживот е голем и заинтересираноста е голема. Фудбалот секогаш број спорт, атрактивност нуди, голем одзив, големо задоволство, прифатени како школа и дечињата задоволни, радосни, срекни, така да дечки, мислам дека веќе по таа една година формиравме генерацијички кои што веќе можеме да гледаме да ги организираме, да кажам, да формираме екипи кои што со кои што може да се работи, да даваат од дел од својот талент нешто и ние да им понудиме нормално тренерско. Така да на обострано задоволство, искрено задоволни и од наша страна и од страна дечињата. Одлично е, супер што има интерес. Какви се условите? Има ли планови за нешто поголемо можеби во иднина? Да, така. Па Млади шампиони влегува со проект кој што, знаете, фудбалот е процес кој што не е од една година, две, треба време, простор да се изгради сето тоа. Има проект, има замисла како овие дечиња би се развивале, како би ги остварувале своите соништа. Сето тоа е еден проект кој што го нудат луѓето кои што се должни да го водат клубот и како ќе се развиваат и ги откриваме плановите, така да во принцип сега сме значи стационирани и концентрирани да им дадеме основа на овие дечиња, меѓутоа знаете како што се развиваат со годините, со возраста веќе го зголемуваме и теренот и просторот за работа и шансите, желбите, можностите, така да сето тоа мислам дека здравје Боже, како што е замислата, ако нормално со среќа, со желба, со волја да се развиваме од година во година ќе биде се подобри. Колку е важно за дечињата на оваа возраст воопшто да се занимаваат со спорт, не само еден ден за да станат спортисти, меѓутоа и оние кои што нема да станат да стекнат некои спортски навики и дисциплина кои што ќе им се најдат и во животот понатаму. Така, знаете како? Секој што се занимава со спорт, ќе каже истото, че спортски навики и дисциплини, најдобар показател и најдобра некоја да кажам најголемо задоволство прикажуваат и ни покажуваат самите родители. Значи едноставно фудбалот е тој што веќе ги стави во некој ред, колосек, концентрација им дава, замисла дека треба да направат, да се станат, да се среда, да се облече, да тргнат на време, да стигнат, да се вратат назад и сето тоа е всушност еден кралап, како така кажано, да веќе почнуваат да слушаат и да разбираат, да се дисциплинираат, најинтересно е кога ја кажат тренеру или било каква тренери, да ви кажам, кога му кажавме за тренингот, ќе го донесеме или нема да го донесеме, тој веднаш не послуша. Така да тоа доволно говори како сакаат фудбал, тоа е најважното кај нив во овие почетни. Во еден месец како што е сега најголемото нели фудбалско уживање и случувањата со светското првенство, колку може да се забележи темата Мундијал меѓу најмладите па и вас тренери? Така. Магија, нешто што само фудбалот може да донесе. Постојано зборуваат, постојано ги слушаме коментарите, најатрактивни се звездите и најголемите репрезентации. Знаете, преку цела сезона имаме, преку цела година превари Лига шампиони и сега и Мундијалот. И навистина се многу занесени, многу се, да кажам, инфицирани во наводници со фудбалот и со спортот. Голема е желбата за напред да гледаме, голема се коментира многу, а за тренерите па тоа е секојдневно. Со поинакви очи гледате, секојдневни анализи, секојдневни доживувања и така.
Само како тренер и како човек што е секојдневно со фудбалот, можете ли отприлика да предвидите кој би можел нова светско првенство да се вмеша во борбата за медали и имате ли вие личен фаворит и зошто баш ти? Знаете како, да беше европско првенство ќе ви каже одма светското е нешто друго. Да. Искрено секогаш се атрактивни јужноамериканците, бразилците, аргентинците во мундијали, меѓутоа она што можам да го кажам и она што го гледам наназад 3-4 години мундијали и така натака, не е мој фаворит, меѓутоа нешто што очекувам да доминира и да покаже, без разлика на се, е шпанскиот фудбал и шпанците. Ги видовме и на европско како тргнаа, па до каде стигна, еве ги така стартуваат и со сезоните им се долги во Европа. Заморот е кај нив, засетеноста е голема, затоа велам да беше европско може и подруго. Меѓутоа, многу е рано да се типуште се групни фази, меѓутоа ако нешто барате, неблагодарно ќе кажам, шпанците ми се така нешто што мислам дека ќе доминирано, без разлика што и Франција многу силно искрено, има прекрасни индивидуалци. Сепак оној фудбал што игра шпанците на тие брзи, кратки додавања и контрола на топка, моментално се за мене бројден. Тој шпански фудбал што го сакаме. Сакали ли не, да, тоа е. Мораме да признаеме дека е моментално најдоминантниот во светот. Тоа сакав да го кажам јас, значи. Тоа ми беше поентата, значи контролата на топката преку целиот натпревар, мислам таа може само шпанците да го воспостават. И сега докаде и како ќе стигнат, сепак индивидуалните во фудбалот, индивидуалноста секогаш знае да изненади да победи. Така да затоа и се најплатени индивидуалците. Така да меѓутоа фудбал непредвидлив. Така. Останува на вас тренерите да го забележувате тоа, да се потрудите нели сето тоа што ќе го соберете да го пренесете на најмладите, да ви посакаме успешна работа, ние сме тука да сведочиме нели за понатаму вашите успеси. Благодарам што не посетивте, искрено прекрасен формат на емисија, ќе следиме стално, така да така и да продолжиме, ако нешто ви значи, само напредички. Секоја пофалба, секоја критика, секоја насока за нас е и повеќе од добродојдена и драго ни е што вакви коментари доаѓаат од луѓе од фудбалот. Ви благодариме. Да, како што веќе ви најавивме, во фудбалскиот клуб Млади шампиони играат млади шампиони. Овие двајца се токму такви. Добро ли кажавме? Да. Ајде да видиме како се викате и што играте, кои позиции. Јас играм Напред. У средина. Во средина, значи ти си везни играч, така? Да. Како се викаш? Даријан, Даријан, колку години имаш, Даријан? 8. 8 години, А ти? супер. Јас позиција играм средина, се викам Иван, имам 8 години. Дали од секој сте сакале да тренирате фудбал или некој сте размислувале можеби за некој друг спорт? Што ве натера да се одлучите баш за фудбалот? Мене за фудбал ме натера дека има многу познати фудбалери, дека знае више од многу мал да играм фудбал. Браво. Така. Браво, Дамјан, зошто не си играл еве кошарка, туку одлучи фудбал да играш? Пошто фудбал Колку го сакаше фудбал? многу го сака фудбал. Им беше интересно да тренирам фудбал. Од кога тренираш, колку години? Ја тренирам 9 месеци. Одлично. Која екипа е според тебе најдобра и кој фудбалер најмногу го сакаш? Ламин Јамал Зошто бе Ламин Јамал? Кај играте? у Барселона. Кој број на дресни си? 10. А ти за кого навиваш? Имаш ли екипа што ти е омилена? Кој играч ти е омилен и за која екипа би сакал ти да играш еден ден? Јас сакам еден ден да играм за Реал Мадрид и омилената екипа ми е Франција и омилениот фудбалер ми е Мбапе. Што може да погодиме ти за која екипа си, што омилен ти е Јамал? Која екипа ја сакаш? Барселона. Имаш дресови од Барселона? Да, Ќе ми дадеш еден? да. Одлично. Светско првенство дали гледате сега? За кого навивате и што мислите кој ќе стане шампион? Јас навивам за Шпанија. Мислиш дека Шпанија ќе стане шампион? Да. А ти? Ја мислам дека Франција ќе стане шампион. Мислиш дека Мбапе најмногу голови ќе даде? Да, Добро му тргна, веќе даде 2. да. И за крај, кој посилно шутира од вас двајца? Сте го мерали некој шутот? Чив е посилен? Па
Не, дека сме исти малку шутовите. Двајца да шутираме исто. Да, двајцата исто. Супер. Кога ќе си ги поделат улогите, никад си ги успесите заеднички. Така. Ние ви посакуваме успешни тренинзи, успешна школа кога за тоа ќе дојде време и секако ние ќе бидеме тука да навиваме за вас, а вие кога станете познати фудбалери ќе ни дајте ли дресови? Да. Подпишани? Подписи, Супер. до тогаш тренирајте. А ние се гледаме и се слушаме. Ајде, чао. Како и секогаш, ние сме првите другари и првите пријатели на младите шампиони, а денеска буквално имаме млади шампиони. Шампиони кои што се млади, меѓутоа и клубот го носи буквално тоа име. Така никад си денеска со нас имаме еден таков млад шампион, многу голем, ќе клекнеме да бидеме на исто ниво. Сега сме и ние големи колку што си ти голем. Ќе ни кажеш како се викаш и колку години имаш? Дамина. Дамјан. Добро, Дамјан, колку години имаш? 5. Ние слушнавме дека си ти многу добар фудбалер и дека ќе бидеш уште подобар фудбалер. Добро ли сме слушнале? Да. Колку години веќе тренираш фудбал? Или сега си почнат? Ко тато? А тато колку тренира? Откако го знае тато, од тогаш играш. Така и пред да се родиш ти знаеше дека ќе играш со фудбал, така? Кај највише играш фудбал? Па секој. И на улица, и на Да. игралиште. Да. Така? А дали гледаш фудбал кога има на телевизија? Не. Не? Па зашто сака да игра, бе, никад нема Нема време да гледа. А омилен фудбалер кажи ни кој ти. Тато. И кој е бе татко ти? Слушнат сите што не гледаат, што слушаат? Тато. А како се вика тато? Само тато го викаш? Да. Доволно е. Мора да имаш еден друг поголем фудбалер што го гледаме на телевизија. Кој ти е омилен? Освен тато. Меси, Роналдо, Мбапе, било кој. Роналдо. Па гледаш погодивме, зато имаш иста фризура како Роналдо. Голови многу ли даваш кога играш фудбал? Кажи сега ти. Па 2 и по 1. И па ти значи секоја утакмица нема да помина да не си дал гол. И кажи ни уште, сакаш кога губиш или само сакаш да победуваш? Само се на победу. Браво. Кај сакаш да играш, напред или позади? Напред. Браво. Фала ти многу и да ни ветиш дека кога ќе пораснеш пак ќе ти правиме интервју. Може така? Да. Супер. Така. Еве, го поздравуваме сите од твое име. Ти си ни 5 годишен млад фудбалер, но со огромна желба да стане голем фудбалер. А ние сме тука да ти ја следиме кариерата. Да пукне. Фала ти. Сега дај ни го фудбал. Мора сега да ни го дадеш, тоа е. Еј. Ќе се повредиш. Не знам, ќе пробам, И колку жонглирање можеш да направиш? Ајде да видим. Без паѓање? Без Ајде да видиме без па паѓање како? колку можеш. А со паѓање? Ајде да видиме. 100. Па ти си бил подобар од мене, бе. Тоа не е тешко. А и со глава знае, добро. Браво. Одлично. Со нас имаме еден поискусен тренер, би рекол, Дарко Стојковски, па да видиме напорно, топло, но ве гледаме вложени максимално. Па, времето никогаш не би требало да представува проблем, затоа што тука сме пред заради децата. Кога нив не им е жешко, нас воопшто не треба да ни е жешко. Без обзира, фудбалот се игра во секакви временски услови, дожд, сонце, снег, ветар, магла, сега тоа е, се игра надвор. Има други спортови за натре во сала. Деца како деца уживаат, ние се даваме максимално на секој тренинг да им пренесеме дел од нашето знаење, ако не и целосно. Меѓутоа на оваа возраст најбитно е да научат основни работи, техника, координација, движење, забава, дружење, пред се, да сватат дека фудбалот е тимска игра и дека треба да соработуваат. Во секоја работа, ако имате соработници добри, ќе има и добар успех. Посебно фудбалот, бидејќи поединците, личните квалитети на поединците прават добра тимска екипа. Тука сме за тоа, дечињава се мали, релативно скоро сме почнати, немаме цела година како функционираме како школа. Меѓутоа, има добри дечиња, посветени се, редовни се на тренинзи и тоа е еден од условите да напредуваат и пред се да бидат
среќни и успешни како личности, а потоа како спортисти. Да живееме во едно време каде што на дофат на рака на секој дете се компјутерите, таблетите, мобилните телефони. Колку е важно, особено во вакво едно време, на децата да им се всади, да им се задржи љубовта кон спортот и колкава е тука улогата на еден тренер? Па, улогата на еден тренер, посебно во овие генерации, е голема. Зошто? Ако имаме добар пристап со децата, тие деца ќе се бават со спорт. Не мора да значи дека од овие деца сите ќе бидат професионалци и ќе бидат врвни на своето ниво. Меѓутоа, најбитно е да спортуваат, да се изградат во здрави личности кои што спортот ќе го практикуваат како животен стил. Да се рекреираат, да растат здрави, зборам. Имаме проблеми со дебелини, зборам на оваа возраст, се повеќе има, да не речам, деца со прекумерна тежина. Ние се обидуваме преку вакви едни тренинзи, прилагодени за нивната возраст, да им створиме навика да се бават со спорт. Не мора да значи дека ќе бидат врвни спортисти, меѓутоа да се бават со било кој спорт и апел до родителите да ги вклучуваат децата во овие спортски активности, бидејќи цел ден се во школа, таму техниката, зборам, е неминовна, дома исто. Најлесно е да му дадеш дете таблет или компјутер или не знам што и да го оставиш саат два ти да бидеш мирен. Не може така. Пуштете го на спорт, потрошете, вложите во вашето дете, за да не давате средства по лекарства и по не знам какви терапии ради искривувања разноразни што се случуваат во нивна возраст. Јас го сметам развојот на детето како едно дрво. Ако го гаиш на почеток да искочи здраво право стебло, крошната понатака ќе се развива како што треба. Ако е криво на почеток, после и да се оправи, доле пак ќе има една кривина која што многу тешко ќе се оправи во текот на развојот на животот. Затоа уште еднаш апелирам стварно да ги пуштат децава да се бават со спорт. Без обзира кој спорт. Фудбалот е еден од најпопуларните. Mundo Castellanská. Зборам спортови у светот, гледате што се случува треска. Во овој момент има светско првенство каде што милиони луѓе гледаат. Некои во живо во Америка, некои покрај малите екрани, нормално, секој во рамките на своите можности. Меѓутоа, бавење со спорт е инвестиција во иднината на своите деца. Ако направиме здрави личности, имаме здрави деца, ќе имаме здрави личности кои што понатака ќе изградуваат во ќе бидат социјални, зборам, интегрирани, ќе немаат никаков проблем со комуникација, ќе се соработуваат, бидејќи модерново време, да не речам, ги затупува децава затоа што се им е достапно, сите информации им се достапни и многу тешко добиваат информација вака вербално со комуникација со други деца и нормално возрастни. Кога сме ке светското првенство, дека го споменавте, дозволуваат ли обврските да следите и што би издвоиле до сега? Па дозволуваат, ние најчесто завршуваме во одредено време додека почнуваат првите надпревари. Лично јас како поранешен професионален спортиста во клубови еминентни, зборам 8 години во Вардар, во Скопје работнички, неколку години во Грција. Би споменал дека веќе нема големи и мали репрезентации. Сите веќе се спремаат, играат во елитни клубови, напредуваат, веќе на секој му е, зборам, физичката спрема и тактичката на сите не им е веќе спорна како беше порано. Гледате дека и афричките земји многу напредуваат, да не речам азиските, арапските земји кои што многу последниве години многу инвестираат во фудбалот и тоа се гледа веќе секој секого може да победи. Ретки се тие аутсайдери, зборам, како Куракао или не знам такви зеленорцки, иако и зеленорцки видовте дека со Шпанија се бореа, извадија резултат кој што е нормално за почит. Меѓутоа, ќе секој пат поединецот како дел од колективот мора да функционира. Го гледаме Меси на 38 на 39 години дека уште е во врвна форма која што ја носи цела екипа на свој грб. За таа разлика па Бразил, иако има одлични поединци, гледате дека нешто фалеше па не успеа да победат. Мароко ќе биде една од најинтересните репрезентации затоа што во континуитет на последните две светски првенства е во врвот на светскиот фудбал. Сите играчи им играат во врвни европски екипи и гледате дека еден спој на индивидуални и тимски квалитети доаѓаат до израз за да можат да направат некој резултат. Неизвестно ќе биде до крај. Ја верувам дека ќе има изненадувања, иако сепак мислам дека некоја американска екипа ќе биде во завршницата. Дали ќе биде Бразил, Аргентина, Мексико, тие ми се некои овакви, иако започит се и Франција и Шпанија, зборам од европските, Германија како секогаш репрезентација која што остава некој белек и не можете да предвидите со нив, сепак германците се германци. Останува да ви се заблагодариме, да не ви одземеме нели повеќе време од тренингот.
Ние сме тука да сведочиме за вакви убави фудбалски приказни и ви посакуваме навистина успех. Благодарам и на вас. Стоиме на располагање во секое време да не посетите, да видиме децава да бидат среќни, задоволни, па и родителите покрај нив. Пред се, ако имаме среќни деца, родителите ќе бидат два пати посреќни. Благодарим. Фала ви Сепак, на вас. за да се создадат млади шампиони, како што токму ни кажува и називот на овој фудбалски клуб, потребна е симбиоза помеѓу малите играчи, родителите и тренерите. Овде на терен токму тоа и го гледаме и секако добро е сите да го земат нивниот пример. А вие земете пример како изгледа добра спортска емисија и останете со Мундокаст.